Здраво на сите. Ова е вториот дел, првата копија на хартија од вториот дел од книгата Шестото сетило на седмиот брат. Значи, вториот дел е 186 страни. За да ископирате вака на хартија, слободно може да се испечатате, ќе вечине 215 денари со корица. Значи, тие што имаат можност да ја читат на компјутер, таблет, па може и на телефон во Landscape или не портрет Landscape, вака исправено на телефонот, може да ја читате дури и така книгата. Ви препорачувам така да ја читате, бидејќи читањето нема да ви кошта ништо. Едно друго е што самиот PDF формат дава за возможност да отварате линкови. Знаете тоа, тие што го читаа првиот дел, знаете многу добро дека има линкови во самата книга и тие линкови водат до некои корисни видеа, содржини на интернет, кои што се дополнително објаснување или, да речеме, го улеснуваат читањето и разбирањето пред се на содржината на книгата. Во првото видео кое што објаснував за првиот дел, ви напоменав дека ќе бидат 4 или 5 дела, сега се одлучив да ги направам малце пообемни деловите, вториот и третиот. Не се многу големи, 186 страни за вториот дел, не е ништо за една книга, како дел од книга. И се одлучив вкупниот капацитет на оваа книга да биде во 3 дела. Значи, во третиот дел ќе имаме финални дообјаснувања на некои работи кои што ги нема во првиот и вториот. И тоа ќе биде последен дел од, да речеме, од оваа книга кој што ќе го заокружиме. Доколку се јави потреба во иднина, би направил некаков додаток на книгата, дали ме разбирате, не би правил четврт дел или пети, значи тука завршува, може би некаков додаток ако има прашање од заинтересираните, затоа што преку социјалните мрежи многу читатели беа заинтересирани за некои прашања кои што се повеќе од технички аспект. Немаше некој кој што нурнал ни содржината и имаше нешто нејасно. Јас до душа се трудев, сета таа содржина и напишаното да биде што по-разбирливо, за да има што помалку прашања. Сега, значи, ќе бидат 3 дела. Вториот дел исто ги има истите содржини. Нема предговор, има само вовед. Во воведот напоменувам нешто кое што го забележав пребарувајќи книгата на интернет. Вештачката интелигенција ми даде дека представува ова книга духовно и филозофски правец, духовен и филозофски правец, или некако тангира или, да речеме, насочува кон некаква нова религија. Не станува збор нити за духовно, нити за духовен, нити филозофски правец. Станува збор за користење на духовни термини кои што веќе постојат. Значи, тоа што јас го посочувам во книгата, во целата книга, речем, во 3 дела, се базира исклучиво на личното искуство. Значи, тоа лично искуство е исконско право на секој од нас. Ние го последуваме тоа од самото постојање на човештвото. Значи, секој битие ги има тие карактеристики: дух, дух, интелект, свест и подсвест интелекта составени и физичко тело. Значи, духот кој што го нареков дека е семокен и овде продолжуваме да пишуваме за него, е нешто кое што сите го поседуваме. Тоа нема врска со религија. Значи, во времето кога човекот немал ни говор, немал ни пишан збор, не постоел збор за било какво, да речеме, насочување кон одредена религија или верување во религиозно верување, и тогаш постал човечкиот дух. Значи, духот е дел од нас, духот е дел од секое битие. Значи, станува збор за некакви толкување на способностите како директно искуство, способностите на духот, пошто духот е тој кој што е носител на, да речеме, на тој духовен дел во ова книга. Единствено, како, да речеме, филозофски термин, овде го користам постоечкиот термин абсолют, кој што познати филозофи го дефинирале, и тој збор е само збор. Значи, абсолутот како термин, да речеме, јас како што го интерпретирам преку моето лично искуство, е нешто кое што сум го живеел и јас немав појма дека постои зборот абсолют. Немав ни свесност дека
станува збор за нешто такво или па дека се работи за нешто духовно достигнување. Едноставно, само бев свесен дека тоа е нешто како дел од нас и поседува тие способности. И другите двајца кои што го живеа апсолутот, ги имаат тие искуства и многу добро знаат. Имаше и многу други кои што беа на патот низ тие 8 динамици. Веќе во содржината навлегувајќи, прво навлегуваме преку 8 динамици на обстанокот. Тука 8 динамици ги толкува скиентологијата како наука, дали ме разбира? Значи наука е едно, а по таа наука е направена цела религија. И да речеме дека и квантната физика како наука, како дел од физиката, се приближува кон тие толкувања на Бог и верува во некој, не верува, туку го толкува непознатото, тоа што веќе не може да го толкува како сигурно, го толкува како преку квантен Бог. Значи, што правиме сега ако некој создаде цела религија само поради тоа што некој кажал дека верува во квантен Бог, дали ме разбирате? Значи, науката и религијата се прелеваат едно во друго. Не може да кажеме ние дека станува збор за скиентологија затоа што само е позајмено тоа толкување на 8 динамици на Лерон Хабард. Значи, Лерон Хабард ги толкува тие 8 динамици, смело и така како што ги толкува. Не знам кој е неговото лично искуство, до кој динамик тој стигнал, најверојатно може би имал допирни точки и се уште преку неговите книги до 3-4 динамик, група и човечки род, но сепак мислам дека неговите толкувања се од аспект на некои историски личности кои имале повисоки искуства. И не знам како он го предвидел 8-миот динамик и на кој начин, не пишува тој во своите книги. Значи, јас само тој дел го земам за да биде поблиску до тоа што веќе постои. Значи, не станува збор за некое поистоветување со таа скиентологија или религија, црквена скиентологија и така натаму, и така натаму. Значи, јас сум православен христијанин, не сум религиозен, тоа е веќе некоја друга тема на разговор, дали јас верувам или не верувам, дали ги користам обичаите и традициите на христијанството, нели, тоа е личен избор. И во она во што ја верувам, и овде е опфатено исто во вториот дел, добро напишано и ќе биде и во третиот, веќе пишува во првиот дел, значи верувам во личното искуство, тоа кој што лично сум го искусил и на вас ви препорачувам така да верувате. Едно е да зборуваме за некое верување, ако веќе зборуваме за духовност или религиозност, за верување кој што некој ти го кажал, ти си го прифатил затоа што масата така зборува, си се нашол во таа ситуација, те понело тоа чувство, и сега пазите, вие сте создале верување во подсвеста и слепо верувате во тоа. И тоа е ваш личен избор. Ама дали тоа се темели на некое ваше лично искуство, чувство, нешто кое што сте го поминали, ваш животен пат или нешто друго, тоа е сосема друга тема на разговор. Значи, вистината е таа кој што и јас се толкувам преку моето лично искуство. Тоа е за мене вистина, не е само за мене. Го повторија уште двајца апсолутот и кога зборуваме за апсолутот. И беа на пат до него уште неколку, значи, илјадници си имат просветлено, значи, сега зборувам само на ниво на ова држава, значи, Македонија. Инаку јас сум од Штип, живеам во Штип. Значи, споредбено 8 динамици со степенот на заработка. Значи, човекот и човештвото обожава да толкува дека висината на заработка во животот е поврзана со некакви линии или нивоа на заработка, кои што се поврзани со некоја си свесност или да речеме некое знаење за себе. Интелект, па и тој спиритуалниот дел го опфаќаат. Значи, тука има некоја споредба. Во книгата, значи, се опишува за вториот дел зборувам, се опишува како јас сум создал лично, преку моје лично искуство, верување кое ме носело низ животни искуства. Значи, јас сум прифатил верување кое што е во однос на финансиите како средство и јас сум ги менал животните навики согласно тоа верување. Значи, тоа верување е основа. Ние го прифаќаме свесно, го пропуштаме како низ филтер од свест до подсвест. Еве, како што гледате позади, свест подсвест моделот на умот на доктор Турман Флит. Значи, тоа верување создава толку силен порив во животот, што навиките се менуваат согласно тоа верување. И во книгата имам опишено како јас сум го создал тоа верување, што сум прифатил, како сум поверувал
И аналогно на тоа верување кое што е во финансискиот свет, да речеме, еве допира до тие финанси, затоа што сите имаме некој верување во финансите. Значи не може да правиме нешто во животот ако не веруваме во тоа дека е правилно или неправилно. Неправилно се знае, значи неправилно е тоа што се коси со законот, правила, прописи и стандарди, да не навлегувам у детали. Значи, како сум инвестирал во нешто, пишува во вториот дел, како сум ги менувал навиките, тоа е моето лично искуство. Потоа имам некоја си анализа на парадигмата. Кога збориме за парадигма, најчесто народот е поврзува со финансиите. Значи, парадигмата е на ниво на било кое верување. Значи, може да веруваме што е другарство, што се финансии, што е љубов, што е надворешен свет, семејство. Значи, тука сите тие се, да речеме, некои термини кои што се ограничени со некои општествени норми и сваќања, а ние сепак можеме да кажеме дека и така и не е баш така. Значи, тоа зависи од тоа какви верувања сме создали или речеме договор со самите себе пред се, потоа со другите лица, потесно семејство, група, цел човечки род и така натаму. Значи, што е нормално. Таа анализа на парадигмата, значи, опишува парадигмата за тоа како современиот човек, еве да речеме, го толкуваме современиот човек, како современиот човек ја создал парадигмата, верувањето во господар или мајстор. Значи, мајстор е на речеме наше македонски, а мастер го викаат англичаните или господар. Тој мастер-слейв однос или господар-роб е веќе психолошки термин кој што е многу смокна алатка и манипулација на човековиот ум. Значи, може да прочитате како јас ја анализирам таа парадигма и кој е решението кој што го посочувам. Значи, излезот. Дали ќе биде лесно или тешко да се дојде до тој излез и тоа решение да се имплементира, тоа не зависи од никој друг, само од самите нас. Како и секоја книга, нели, во содржината имам наведено повеќе наслови и на крајот имам анализа и заклучок. Анализата и заклучокот и постои некоја споредба помеѓу старото и новото. Значи, постоело некое старо верување, сега се не наложува, туку се појавува во реалноста, во да речеме, еве, на овие простори на Европа, се појавува нова прилика, слична на претходната, во која што јас сум поверувал и сум дозволил пред се да поверувам, значи тоа е моја 100% одговорност, и сега се појавува нова прилика која што е слична на таа и правам комперација. И посочувам на што треба да се внимава, значи верувањата се многу мокна алатка и не само од аспект на финанси, од аспект на религија, туку и во политиката. Значи, тоа секојдневие. Јас сега што го правам видео, јас верувам дека е корисно за вас и затоа го правам. Значи, не правам нешто во што не верувам. Сега не збореме за некое верување како идентитет или некое верување во некое, да речеме, па некој авторитет би било точниот термин, значи верување во некој авторитет кој што би не водел или така натаму или така натаму. Зборувам за верување во добро или лошо. Значи јас сметам дека ова е добро. На крајот исто имаме белешка за авторот, таму продолжувам. Во првиот дел имавте некои насоки во врска со она што е да речеме некој приватен живот или искуство кое што е важно да се напомене. Инаку белешката за авторот може да опфаќа технички многу работи. Значи, сум се родил тогаш, во третиот дел си земам за обврска да ги посочам и дел од тие. Значи, инаку имате на Facebook, јас во книгата ви пишувам, значи, кога сум се родил, и кај сум работил, кај сум учил, кај сум живеел и така натаму и така натаму. Значи, во ова белешка за авторот малце не е класична, си земам за слобода да пишувам некои работи кои што се важни за содржината на книгата, значи за како да објаснува. И на крајот секако има поглавје кое што да го кажува како да донирате. Значи тоа е начинот на кој што може да се заработи од оваа книга, многу едноставен, значи ја давам за слободно користење,
Може да си ја печатате, може да си ја читате во PDF формат, може да донирате колку што мислите средства. Ако некој донира 1 милион евра, нема да најдам замерка. Значи, книгата вреде многу. Значи, посебно сега ќе видите, имате содржини кои што може да ги користите. Значи, ако практиката беше дел од првиот дел, значи, зборувавме за некој си програм мај 2025 кој што го создал практичен дел, имавме приручник за антиескаливорци, имавме афирмации во форма на прозни песни Јас сум, тој дел, тоа се е практика. Значи сега продолжуваме со таа практика, само што таа практика и ова било дел од мојата практика, ама ова било создадено, да речеме. Јас сум го создавал согласно моите искуства кои што сум ги применувал во тие области, јас сум го создавал тоа. Сум ги создавал тие групи на наслови, а сега имаме некој што конкретно во смисол на навики, менување на навики, што може секој од нас да направи, има луѓе кои што се сами блокираат и сака да кажат дека јас немам доволно средства, тоа не е точно, значи со менување на навики може многу работи да се променат. Со менување на збореме на ниво на интелект, со менување на свеста и подсвеста, свеста е веќе составена, како кажавме, сеќават, дали не знаете, може би знаете, некои од вас знаат сигурно, значи разум, перцепција, имагинација, интуиција, меморија и волја. Тие се 6 карактеристики на свеста. Подсвеста како моќен алат во кој ги складираме сите тие информации кои што преку свест поминуваат во подсвест. И согласно тај голем круг се однесува нашето физичко тело. Значи, согласно тие навики кои што ги инсталираме во нашиот ум и нашето тело се однесува така. И од тоа зависи нашиот живот. А каде духовно ниво? Значи, ако веќе одеме да го користиме духот како светиот дух, во христијанството го викаат светиот дух. Значи, тогаш би постоел огромен круг околу умот и телото, кој што е на бесконечно ниво. Значи, има способност да се шири до крајни граници на бесконечност. Значи, тој дух е, да речеме, комуникатор по пат на емоција помеѓу нас и надворешниот свет. И со помош на интуицијата во свеста, тоа е шестото сетило народски кажено, на седмиот брат. Кој е седмиот брат? Седмиот брат во духовниот свет, јас се земам за слобода да кажам дека јас сум седмиот брат, затоа што аналогијата или логиката укажува дека е така. Во третиот дел од книгата ќе имате точно напоменато за шесте браки и седмиот брат, како доаѓа до седмиот брат. Значи, шестото сетило на седмиот брат се однесува на мене. Тоа е малата тајна која што не ја открива првиот дел. Тие што знаат за шесте браки во духовниот свет, знаат дека постои седми, ако може би знаат, може би не. Децата не знаат, например. Тоа не е комерцијално познато никаде, мене ми го нема никој кажено, низ искуство, низ логика, јас сум ги поврзал работите. Дали е така, може да проверете, вие знаете. Значи, и за вниманието тука, кон себе, кон градите и кон срцето, значи, тоа е слушното со помош на шесто сетило. Јас сум единствено на кој што ми немат објаснато за тоа. Тоа е факт. Значи, не само за тоа, и за овие сите работи кои што ги пишувам во книгата. Многу работи речете, јас го знам ова, јас не го знам ова. Може би некои искуства ќе бидат слични или исти, ама сепак јас си земам за слобода да ви ги преточам на наједноставен начин, за да ви посочам дека работите можат да бидат корисни или да ви штетат на вас, зависно од тоа како вие ќе ги процесирате низ интелект. Значи, тоа шесто сетило функционира. Функционира 24/7, 365, ако може да речем, или 52 недели во месец. Значи, 365 дена нон-стоп од кога сме живи, децата го имаат тоа шесто сетило многу изразено, затоа што се уште не се, да речеме, не форматирани, туку не се инсталирани програмите и стравовите на возрастната околина. Ама тие не се свесни, а ние како возрастни личности веќе можеме свесно да расудуваме што е добро, што е лошо за нас, што да изфрлиме, што да примаме и така натаму и така натаму. Тука јас предупредувам како верувањата кои што доаѓаат до вас на другите личности, значи другите личности ќе ги пренесат на вас верување. Тоа може и нема да го прават тие злонамерно или намерата нема да и биде да ви наштетат.
вие како да расудите со помош на свест, дали да го пропуштите тоа до подсвест или како и јас сум се измамил сами од себе во тој финансиски свет, да речеме, релативно многу или релативно малку, и како јас сум поверувал на некој што веќе верува. Значи, најголемиот измама или најголемиот проблем кој што можеме самите да си создадеме самите верувања, или верување кои што некој друг ни го пренесо. Тој може ќе ни го пренесо со целиот жар или ентузијазам во животот, затоа што ни е најдобар пријател. Ама нема да знае дека тој е измамен. Значи, вие треба да знаете како да се одбраните со помош на свеста. Тука кој се кажавме разум. Тоа е здрав разум. Перцепција. Перцепцијата е многу важна. Зборевме за тоа. Исто и за овој дел ќе направам аудиокнига. Во аудиокнигата има повеќе обраќање. Слушайте аудиокнигата од првиот дел. Перцепцијата добро од лошо, вистина од лага. Имагинација, со помош на имагинацијата се создава. Интуицијата ќе ви даде информации во врска со секакви сомнежи, да речеме. Тие треба да ги расчистите, значи треба да видите на чисто во што ќе пренесете во подсвест или не. Колку и да изгледа ова технички и роботски, тоа со теко на времето вие ќе го правите како од шала, значи тоа ќе ви биде нешто кое што доаѓа до вас, вие одма веднаш расчистувате, значи во ова може да, или па може да си седнете специјално да си направите состанок со самите себе. Значи, добро, нема проблем, јас ти верувам за ова, 50-50. Ама јас треба да направам состанок со самиот себе, да расчистам дали ова е точно или не е точно. Јас во книгата во вториот дел пишувам како јас сум поверувал во нешто, сум бил измамен од трето, пето лице, од кое дошла информација, да рече по некоја хиерархија, и тоа е тоа, мислам, вината во која? 100% одговорноста е моја, значи не само за тоа конкретно верување кој што сум го инсталирал во подсвест, туку и за секое друго. Еве и за ова, сега ова видео, чија одговорност е? Моја одговорност. Моја лична одлука е јас да го направам видео за како презентација, 22 минути, малце се одоговлечив, мислам, сакав да го направам пократко, ама не може да биде пократко. Во аудиокнигата ќе имате многу повеќе во вториот дел. Јас си земам за слобода да слободно интерпретирам, ја читам книгата, не е сега тоа туѓа содржина на некој друг писател или да речеме трето лице, да ја читам од А до Ш, од буква по буква, од буква до буква и од точка запирка и интерпункцијски знаци се до детал и да немам слобода да реплицирам. Јас во книгата, во аудиокнигата, тие што ја слушале во првиот дел, си земам за слобода да толкувам нешто плюс дополнително додека читам. Инаку се е објаснато во текстот. Значи, земете си за слобода, за одговорност, време имате. Значи, не е само време, да речеш немам време, пола саат, саат време во денот ви е доста. Значи, ви за саат време ќе прочитате 10 страна со разбирање како ништо. Значи, ако првиот дел бил помалку од 200 страни и ова е помалку од 200, значи 170 страни беше првиот дел, во е 180-190. Значи, вие можете да го прочитате за недела, за две, и тоа како од шала. Не може да каже некој немам време, ама јас не читам книги, на мене треба да ми кажува некој. Значи, јас сум, знаеш, договорен, пишувам и за тоа, значи, не може така, мислам, можете, ваш избор, ама и ваша одговорност, никој не ви е виновен. Значи, како да ви кажам, не дека се жалам или дека се фалам, ама јас мислам дека содржината на оваа книга од аспект на фалење, да речеме, до доста практична основа, има доста практична основа и можете да ви се најде во секојдневниот живот без проблем. Значи, посебно приучок за антиескаливорци, програмот Мај 2025 може да се добро. Овој втор дел од книгата веќе ја менуваме перцепцијата и со помош на здравиот разум расудуваме што е добро, што е лошо. Значи, вие може да речете низ его, ама јас знам ова, јас знам. Знаете, нема врска дека знае, не знаете ништо. Значи, има работи кои што може ги знаете теоретски, ама не сте ги искусили. Значи, ќе го кажам конкретно пример, 24-25 минута тече. Значи, веќе многу логичен пример, една жена која што го носи детето, да ја рече 7-9 месеца да го роди, таа низ чувства го минува сето тоа. Значи, таа емоцијата кај неа преовладува, она ги поминува сите тие чувства
добри, лоши, среќа, несреќа, ни дури на крајот самиот чин на породување, таа го искуство, чувствено искуство. Значи го поминало. Значи, а еден гинеколог маж нема такво чувствено искуство, а знае теоретски се. Значи, вие теоретски може да знаете се, ама ги немате тие поминато чувства. Ако низ чувства поминувате нешто, тоа е вистинското знаење. Значи, тогаш вистинското е тогаш и сензорите, што викат, сензорите проработуваат. Тоа не се сензорите, тоа се изоструваат баш тие сетила на умот. Значи, тие делови, составни делови на свеста. Значи, перцепцијата ви се менува, поинаку гледате, повеќе се свртени кон себе, интуицијата тука ја земате во предвид. Значи, имагинацијата, меморијата, волјата ви се станува поинако. Значи, ти кога ќе речеш една мајка, ако прашате имаш ли раѓено дете, прво едно дете раѓало, за второто се чувствува сосема поразлично, има поголема самодовера, затоа што ни чувства го минало тоа. Дали ме разбирате сега? Значи, тоа е разликата помеѓу јас знам, информиран сум, и помеѓу вистинското лично искуство. Значи, апсолутно, јас сум го живел, вие теоретски, може би сте видели, сте биле сведоци, може би покажала полицијата, фонд за здравство, и може и МАНУ, ја не знам, може и МАНУ имаат докази за тие работи, и некои други институции, некој лично видел, сигурно е тоа така, или се просветлил и живел до одредено ниво, може би стигнал, развил одредени способности на духот, ги користел, ама сепак постои нешто повише. Значи, едно е да знаеш теоретски, друго е да си го живел. Јас не наоѓам мана, добро е да бидеш информиран. Тоа е некоја превентива, ама секогаш сум забележал дека луѓето кои што се трудат да бидат информирани, никогаш не посегнуваат кон чекор кон реализација на тоа. Таа реализација во овој смисол, ако збориме за аспект на апсолутот или духовност, на ниво на дух, се нарекува себе реализација. Значи, самиот себе да се реализираш низ тие 8 динамици на обстанокот. Грижа за самиот себе, семејство, проживување ни сексот. Каде е проживување ни сексот? Проживување ни сексот, да, јас ки се напијаме на ракија и на мене ликот ми е таков, како што треба да ми биде. Има луѓе кои што веруваат дека со една чаша ракија готово, проживување ни сексот, на ликот се такви, 2, не е битно, да не влегувам во детали. Значи, трет динамик, група, цел човечки род, животински и растителен свет, физички универзум, материја, енергија, простор и време, спиритуално битие или духовно битие, живот во тоа искуство. Некој ќе рече, јас се занимавам со духовност, користиме молитвата. Добро, не е проблем, но тоа некаде може да е и на ниво на прв динамик, може и на втора, да рече, прв тоа. Затоа што човештвото живее вистински во прв или втор динамик. Ретко кој посегнува по трет или четврт. Дури е градоначалник, премиер, председател на држава, тоа е групан, поголема маса на народ. Тој е, да речеме, треба потребно да се грижи за таа група. Тоа е трет динамик. И тие немаат на чисто дали се во трет динамик или се во прв. Што правиме ако постои мито и корупција? Значи, ти си гледаш за самиот себе, се убедуваш дека си трет динамик. И оштетуваш цела група, цела држава за личниот интерес. Тоа е прв, тоа не е ни прв, јас него не реков прв. Значи, каде е четврти цел човечки род, физички универзум, рековме седми динамик, духовно битие. Тоа веќе од аспект на духовност. Вие сватите ги овде до четврти динамик, добро ќе ви биде, како за почеток. Просветлението прифатите го како дел од состојба од кое што е право на избор. Значи, просветлението е нешто кое што секој треба да го искуси. Не збореме сега за просветление како се просвета, укапирав. Со ова видео ти ме просветли мене. Не се просветло така, значи ќе имам јас напишено точно како што значи просветление и како кои се индикациите на просветление, посебно во третиот дел, каде што ќе пишувам за седмите браки, односно 6 плюс 7 се подразбира цело време е тоа 6 сетило на 7 брак. Значи, спиритуално битие, 7 динамика и 8 динамика абсолют. Или Лерон Хабар го нарекува Господ, Бог. Така е.